Благодарам, почитувам председателе. Денеска сега имаме на дневен ред какви се плановите на македонската телевизија за 2012 година, иако сме 18 јуни и веројатно се това треба некако да се промени, бидејќи 6 месеци македонската телевизија, предпоставам, троши средства, а истите не се одобрени од собранието согласно законите. Инаку македонската телевизија сака да се онака во стилот на владата распостели во 2012 година и да потроши 169% повеќе пари од 2011 година или скоро 21 милион евра да чини диктаторскиот и тоталитарен начин на известување од страна на македонската телевизија. Граѓаните на Република Македонија ќе треба да одвојат 21 милион евра, за да може да постои телевизија која што ќе го велича ликот и делото на Никола Груевски, а ќе ги сатанизира сите што не мислат дека Никола Груевски е најпаметниот и најубавиот човек во Република Македонија. Ако го погледнеме финансискиот план што ни е доставен овде на нас, на пратениците, прво што паѓа во очи дека страниците за прибирање на радиодифузна такса, односно вредностите за прибирање на радиодифузна такса, на страница 6 се во вредност од 825 милиони денари, за да потоа мистериозно при крајот паднат на само 435 милиони денари. Ако погледнеме во планот за 2012 година, радиодифузната такса се планира да се прибере во вредност од 825 милиони 856 илјади денари, и тогаш доаѓаме до вредност од милиарда и 286, односно 20 милиони евра, колку што чини ова тоталитарна телевизија. Но ако ги погледнеме приходите и расходите на последните две страници, ќе видиме дека радиодифузната такса се очекува да биде прибрана во вредност од 435 милиони денари. Се разбира од буџетот на граѓаните ќе бидат одвоени уште пари, 3 милиони евра, бидејќи по основ на финансиска подршка од владата, 3 милиона евра ќе бидат префрлени на македонската телевизија директно од страна на владата, без разлика што ревизорите укажуваат на таа нелогичност. Се разбира и средствата што ги пишува за собранискиот канал се различни од оние за кои што ВМРО-ДПМН гласаше, но ние се навикнавме да пратениците не знаат што гласат, туку само го притискаат зеленото копче кога доаѓа некој предлог од страна на владата или на владини представници, како што е господинот Чашуле. Ако ги погледнеме расходите кои што се планирани во македонската телевизија за 2012 година, ќе се изначудите како лесно се стигнува до 21 милион евра расходи или 21 милион евра пари од граѓаните кои што треба да се потрошат за ова диктаторска телевизија. Имено, веројатно толку е заглавена работата во македонската телевизија што се планира дератизација и дезинфекција 3100 повеќе во однос на минатата година, 1000% повеќе трошоци за хемиско чистење, 900% повеќе работни и службени одела. Се разбира најомилените ставки, а тоа се останати интелектуални услуги и останати услуги, кои што секако се некакви услуги, се зголемуваат за 120%, 311% и останати услуги за 846%. И така доаѓаме до фрапантните 21 милион евра или 169% повеќе во 2012 година македонската телевизија планира да потроши.
Секако, како ме ракли за патувања, не знам каде одат, за трошоци за службени патувања, менаджментот на македонската телевизија ќе потроши 1364% повеќе. За жал, и во 2012 година немам информација за какви проекти ќе се работи. Се плашам дека повторно ќе имаме проекти кои што не делат на етничка основа и проекти кои што не делат и нас македонците едни со други. Затоа што сите проекти што досега ги имаше македонската телевизија не го одразуваат мултиетничкиот и мултиконфесионалниот карактер на Република Македонија. Председател, ако мислам дека треба да реагирате вие, капацитетот е тој да тие не можат свесно да реагират, ве замолувам вас вие да реагирате. Тоа е нивото и воспитувањето. За жал, во 2012 година сме сведоци дека проектите кои што беа платени скапо од 1.100.000 евра, кои што ги делат или не го одразуваат македонското општество, продолжуваат да се емитуваат и во 2012 година. И кога зборуваме за тоа, беше коментарот, не знам како пратениците на ДУИ гласат за вакова финансиска дубиоза, пострашно е што гласаат за проекти кои што нив ги карактеризираат онака како што ВМРО ДПМН и Антонио Милошевски мисли за нив дека се. И ја затоа постојано го упатувам прашањето до моите колеги од ДУИ. Дали сте го гледале документарецот 20 години независност Македонија? Тоа мене многу ме интересира и делот на документарецот кој што се однесува на изборот на Бранко Црвенковски за председател на Македонија и за пакетот на закони што ги носевме овде за децентрализација. Ама за жал, тоа пратениците, представниците на граѓаните албанци кои што се во овој момент во власта, очигледно не ги интересира и се наоѓаат некоја своја резервна варијанта. Лошо е кога на македонската телевизија се креираат документарни филмови и програми кои што не го одразуваат мултиетничкиот и мултиконфесионалниот карактер во Република Македонија. Јас сакам од најрана возраст мојата ќерка да знае во каква република живее и во каква држава живее. Дека оваа држава нити е на Александар, нити е само на ВМРО ДПМН. И дека кога ќе излезе на улица, ќе се сретне со дечиња кои што се и македончиња, и албанчиња, и бошњаци, и срби, и власи, и од другите етнички заедници. Не може македонската телевизија, заради хировите и фрустрациите на ВМРО ДПМН и на менаджментот на ВМРО ДПМН, да нуди моноетнички програми кои што се емитуваат со собрани пари од граѓаните на Република цела Македонија, која што ги чини 21 милион евра. И затоа се надевам дека ова деретизација и дезинфекција за која што ќе потрешите 3039% повеќе од минатата година ќе има свој ефект и дека се она што е лошо ќе се отстрани од македонската телевизија и дека конечно во македонската телевизија ќе имаме радиодифузен сервис кој што ќе одговара на потребите на граѓаните на Република Македонија, а не само на бизнис интересите на фамилијата на Груевски и фамилијата околу Тендербек. И затоа овај грешен и по бројки и по содржина извештај не може да биде прифатен, бидејќи бројките и трошоците кои што се предвидени се разликуваат од една страна во друга во самиот извештај, а и знаеме дека невозможно е 100% да се наплати радиодифузната такса. Затоа што во таа потрага по пари, успели извршителите низ цела Македонија, им барате радиодифузна такса за зграда која што во 2007 воопшто не постоела, или им барате пари, како во Превалец, на
фарми во кој што има броило, во кој што има 2 крави. Така македонската телевизија не може да се поправи, нити смее така да се поправи.